Долгите процедури ги оставија пациентите од истокот половина година без компјутерска томографија. Ова е образложението на менаџерскиот двоец на клиничката болница на прашањето зашто наместо во клиничката болница овдешните пациенти за ова услуга мора додат во Скопје или да плаќаат и до 250 евра на приватно. Советот за јавни набавки, нели 58 дена чекање, жалби. Значи, апсолутно една долга процедура, меѓутоа тоа беа законските рамки. Конечно, сервисер за апаратот е пронајден и според најавите, компјутерските снимања би требало да започнат за 1 месец. Проценетата вредност е повисока и имавме меѓународен тендер, веќе е завршена процедурата за јавна набавка и склучен е договорот со фирмата која единствен понудувач имаме, склучен е договорот и веќе од утре, задутре очекуваме да се истиот почне да се сервисира. Дали најавите за брзиот старт на компјутерските снимања ќе се остварат, сепак не зависи од тие што најавуваат, туку од тие што работата треба да ја завршат. Станува збор за сервисери кои што не се под нас, тоа се скопски фирми, не овластени тела кои што имаат низ цела Македонија машини. Компјутерскиот томограф е во функција на 180.000 жители од регионот, а месечно на него се вршат 500 до 700 снимања. Преоптеретеноста на клучниот дел за снимање придонесува за негово брзо трошење, но од болницата се категорични дека не можат да набават резервен дел, зашто истиот се трошел и од обично стоење. Излезот од ваквата состојба според нив е во кратење на процедурите за набавка на нови делови, особено кога во прашање е здравството. Сепак, случајно или не, голем број процедури за јавни набавки завршуваат баш пред избори.